Здраво, живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, емисија број 165 за Куманово. 4 години го работиме интензивно и има доста интерес меѓу наши сограѓани, а и у диаспору. Денеска ми е голема част и задоволство да разговарам с два познати кумановски лика, два познати и ценети доктори у наш град, два примариуса. Од моја лево страна доктор примариус Никола Костовски и од моја десно страна примариус доктор Јордан Пачков. На почеток емисија ќе го поделим у два сегмента. Прв сегмент малку ќе се осврне два доктора, пошто го памтим Кумановску бању кога се биле деца и помлади, а после ќе идеме на најбитен стручен дел, да објасниме на гледачи колку е оваа наша бања стварно лековита, колку е здрава и колку може да помогне у одреден број на заболувања. Докторе Никола, јавите прво прашаја за доктора Пачкова, ви сте другари скоро 50 години. Така. Може и повише. Па ми с Пачка се одамно знаемо, прво сме се стали близо тој мало нашу заедничку, Карап мала и негде близо до тој. Исто така сме учели у основну школу и средњу школу и на факултет. У средњу школу бемо генерација 68 генерација и с Пачка се знаемо најдобро и добро се упознамо кад бемо у студентски денови, пошто бемо и цимери во тој период. Пачко беше виспрем момак и тега покажуваше таленти на новинарство, на водене емисија, на низа други манифестации кои се држува на ниво на Куманово, али како цимер може да кажу дека беше многу фин, меѓутоа некако не му се идеше многу на предавања, меѓутоа се се знаеше. Ја ќе идам на предавања, он мако ќе поспи, ја ќе поспи кочно, па после дојде па се му пренесемо све. Дружимо се заедно. Он беше повише такој мераклија по девојке, мора да го признам, тој по лепо друштво. Ја беше малку поскроман, посрамежлив, што беше и нормално поскроман од него. Тако да многу број успомени имамо од наше детинство и нашу младост. Од наши дружења по кафане, се сеќам по кафане на што кога бемо студенти, на феријални вечери, он ги водеше, исто ја помагаше, ја беше понекад водител Кристал. После на ловачки вечери смо заедно биле, кога он бил водител, јас сам бија соработник него. Избор на лепотица на Куманово и тоа сме учествувале, така да ги памтиме по некои убави моменти кои што останаа длабоко врежени у нас, затоа што тоа е една убава успомена од прошлост и од млади денови. Докторе, и Пачко, тие студентски денови се вика дека се најубав дел од живот, ви сте доктор Кочо, сте имале, што се вика, дали сте и корку леп, и кревет, и дружење, и све, тој другарство е било врховско. Да. Ја и Кочо сме училе и у исту школу, да не кажу во Смолетко и гимназију заедно, па дојде судбина да не сврже и на факултет, па смо цимери. Ама имаше една драстична разлика меѓу мене и njega. Он повише беше за науку, старшо, тој интересираше га наука, имаше го прсти, да не кажу медицину, чак му завиде своји попознати скопски фаци, ако такој можеме да ги наречемо, овие кои доктори што биднава, и ден денеска не може да промени мишлење дека Кочо е еден од најдобри диагностичари у Република Македонија. Тој не може да ме побие никој затоа што како доктор покасно ga свати диагнози што сам ги добиваја од njega или пациенти кои што сам ги ја лично праќаја, кој бие крајниот резултат, значи на излекување и така дали и така дали. Иначе како личност, ако веќе збориме, Кочо ме представи во едно другу конотација тамо, пошто забравлja дека овој емисија ќе го гледа и жена ми, али нема везе. Да се нашалиме маце, нема везе. Кочо беше озбилна личност, у кој што го интересираше многу и пишување. И ден денеска тој покажува на Фејсбук и друштвени мрежи, може да прочитате негови стихови. Ја имам искористено и негови стихови у некои мои книги и така дали и така дали. Имаше смисол и ќе ми биде задоволство и тој му го кажа и пред снимање на емисију да направи спирку кој што еве ќе се зафату ја лично да го промовирам, имам што да кажам. Значи една комплетна личност со која што и забавни дел не изостануваше. Ми живе сме во такое време, во такви генерации каде забаву мора сме да го правиме. Измисля сме избори на лепотице, измисля сме феријални вечери, извиднички вечери, не знам какви манифестации. Јас сам чак водија и како водител сам бија модни ревија у текстил промет, у Мому, Суму и така дали, и така дали. Тоа се моменти кои не се забравља. Тачно е дека не беше многу по книгу, по книгу се стисе касно, кад веќе дојде ситуација, пројдева тие млади години, кад веќе почнемо да размишлиме за будуćност на наши фамилија, на семејства и така дали, али у свак случај медицинско го сакаја. Сакаја сам го.
не само завидуваја кога ќе дојде, каже, положи го колоквиум, а ја го одложу за следеќу сесију, затоа што едноставно Кочо беше залепен за медицина. Сак немој погрешно да ме свати, ама колку пат друштво му доведу, он ги збори за медицину, за анатомија, за физиологија, за предмети во кои што едноставно наваѓаше се приоритетан, беше доминантан у разговори што ти е таму и пуно го постојства. Ми бесмо јака генерација. Се спомнам само, например, ќерка на Васила Илјовскога, с нас била покојни Наумов доктор, кој што имаше атикорд, кој пациенти сигурно се некои били што ти ја знале. Личности кои што и ден денес кога ќе се потсетимо или име не врзуе една јака генерација, како што бесмо исто така јака генерација у гимназију. Да. Кочо, кажи, ја земам го матурску слику, па погледам. Ај кажете кои сте биле у класу вашу генерација у гимназија? Па училе сме се однога Тасета Богдановскога, например, ја сам учија, што ти знам, бивши покоен, Бог да го прости, началник на полиција, што ти ја знам там. Началник што беше Таче Ковачевски. Таче Ковачевски, градоначалник, поранешен негов син сега премиер на Република. Рацо тренер на кошаркарски клуб Куманово. Раде Ѓоргиевски. Раде Ѓоргиевски, денеска се чуеме. Ако го знаете добро. Рацо Ангеловски, инженер познато, што ти знам, лепо се само забрани како се презилја, али у една од добри инженери овие наши фабрики и стопански организации, така да сега не можеме за сви да се сетиме, али во свак случај една генерација која што зрачеше, надпреважуваше се кој ќе биде подобар еден од друг. Такви сме биле. Тој не е влекло за тоа што младашки подем, знаеш, да искочиш од свет на анонимност. И другарство е било. Да се докажеш. Другарство, да кажеме на природ. Ја не може да ги свату денешни генерација, да се подметнуе еден на друго, не викам сви, али има исклучици, или гледајќи ги овие некои си серија кои што покажуваат, тоа за нас е било непојмливо. Али сме били дисциплинирани. Ја никад не се сеќам после 8 сат да сам бие надвор на Корзо и да ме сретне професор некој. А ја многу сакаше билијардо да играм, идеше у Кристалу тие билијарди, што ти знам, и еден пуда еден од мои пријатели на мојата татка, професор кад ме виде, ја се саштиша. На мене ми беше понепријатно него ли на njega. Али тоа е данак на младост, на неискуство и така дале. Викам ти, памтив поарно разни друштва. Така имаше друштва. Друштво, дали ќе биде музички состав, друштво, дали ќе биде овој спортисти, дали ќе биде и така дале. И имаше смисол тај наш живот. Не може да не га турам како приоритет или показател на овие генерации што треба да прави, али тек бесмо некако нема смо мобилни телефони, немаше интернет и тие работи што и бесмо принудени сами да сега режирамо свој живот. Доктор, кажи ми, како беа студентски данови во Скопје? Тоа време нормално скромна е била живеачка, не се расфрлувале многу со паре. Апсолутно, било е многу интересантно и забавно. Мајка ми ги на njega или на мене ќе ни спремеше до мој ден за неделю. У некои подрумчиња живе смо, с некои петке дрва краде смо. Еден вечер отидемо да крадемо чумур. Немамо чумур. И тоа е кој што е Македонија сега зграда. Тоа е надвор, земемо колица, товаримо чумур и еден стражарија, двојца чекамо, товаримо. И он вика: "Полиција!" Бегање, терамо чумур. Морале смо тако да живееме. Еде смо обично супе, обично еде смо пинџури, пржени јајца и слично. Живеле смо стварно скромни услови. Меѓу другарски услови. Може сме преспиеме и кој некоја другара, може се онда дојде куде нас. После се пребацимо у студентски домови, што беше релативно подобро. Меѓутоа, у тие студентски данови бесмо едно интересантно друштво на факултет. Власто Стојманови доктор, ја и Пачко. Имео 3+1 помано за 3 мускитари. Се имамо крупни, високи. А бемо, Власто беше многу шаљивџија, Пачко исто многу ерудитиван, а ја многу знаеше. И све тој, кад се јаве смо ми, еве ги овие кој свини чука сва руке, свине понижува се. Ја, например, не сам имаја страф од професори, сакаја сам да полагам и сам се надпреварував, што вика Пачко, имале смо талент за тој работа. И до сада било, се седја Коски, кога ги наваѓа смо тега за устоје. Биле смо, спомених неки други места со статками, копамо да извадимо коски, па ги дома измиемо и чистимо и правимо препарати за кост, правимо препарати кои што ќе научиме. Обдукција исто беа многу страшни, или тако да кажемо, доста наши колеги кој му се слошаше, некој издигне се, колабира, кога ќе види мртвака, кога ќе почне тоа секцирање и слично. Некој тој го поднасеше добро. У тие студентски данови живеле смо убаво,
Имали сме и фудбал, и спортски игри, и све тој. Имали сме инциденти, и тепачке. Живели сме едно мало горе, се викаше Водњанска. Немаше тамо стан. Много беа тие агресивни населе. Има сме и много инциденти с нима. Али углавал, тој се незаборавни данови, с обзир дека у тој време и сигурно Пачко си има неколку љубови, јас за среќу или несреќу си има едну љубов и не може да пирам. Он може да си тражие повише шетаја, а јас с мој жену што си беше у средњу школу, на факултет заедно си го зема за жена. Тоа се отприлike некои импресии. Доктор, а што значи за вас тие професори кога сте ви учили на медицински факултет? Джабе не викав, они су биле и како татко и како мајка, давале су ви некои насоки во живот, како да се изградите, ем како стручњаци, ем како људи. Ја никад нема да забраву, тој га стално кажуju и у било кој прилику, било кој друштво, али тој са тие утисци кои што не може да избледи. Ми сме биле генерација која имала едно среќу да предава варкунски стручњаци. Постари микробиологу Каракашевиќ не предаваа. Каракашевиќ кој што беше извршија редукацију на маларију у Македонија, ако не се варам, што ти знам таму. Канјух, професор, продека на медицински факултет у Белград, патоанатомија. После тоа Камнар ли се викаше, како се викаше? Да. Све најпознати стручњаци кои што Скопје се оформуваше и како медицински факултет и по стручност и мораше да вика и од дека сме у склоп на Југославија. И така мораше да се помагав на некој си начин. И едноставно било е срамота да не знаеш да отидеш на испит. Никад тој не сме го приској. Ја бар не сам го приској. Дома излажу, бија со мама, ја не отиду на испит, кажу кога ја сам бија на испит, а што ти ја знам тама, а у индекс нема петица. Ја да кажу едну смешку, само мора да го кажу и смешку. С власту полагамо хистологија, таа беше една хрватица професорка, али беше неодадена на жената у стари години и каде њума кој се гуреше да полага, а горе другата професорка немаше никога. И пред брата гурање кој прв долегна е власто, пошто најкопи Комановци, гурамо, како гурамо, бутнемо врата, скршимо врата први, паднемо доле. Професорка, матер вам, ја вашу, добиќете по петицу, да направите врата. Ми јутре сабајле, дојдемо у Куманово, земемо од жамови, у подн руке носимо, дојдемо с мајстора сабајле у 7 сат, наместимо светој, ставимо цвеќе и чекаме го професорка. Професорке, ево, урадили сме, среќен вам дан, леп дан, ми смо многу поносни што се на професорка. Тако вас волим. И кад полагаш там? Ми полага смо можда за 10 дена. Данас професорка. Ајде сети. И за 5 минута добивам по десетку, снајдемо се за тој што добро се понешемо културно и го завршимо работа. Кад смо на тој брано одужину и ја да кажу едно догодовштину, треба да полагам, например, куда епсу Румово. Да, знаеш, да. авторитет. Али жена у година и малко си беше забрана и што ти јадна таму. И ја отиде да виду кад полагам и она, ајде колега. Како да го кажам, што не сум спремен, ќе ме запамти, никад нема да ме пушти више на испит. И јас седна, вика, извуците питање, на српски удараш, ја извлече прашање, поголеми, оне ги имаше на ленту напишене прашања, а тој поголемо што има, пошто има опис на болести што ти јадна таму. И она беше такој, постоеше ги повише мушки него ли женски. Апсолутно. Апсолутно. И ајде, колега, умеѓу време улаза тај Њуан, тој што го беше асистент, што ти да ми извините, пошта стигнала што, да земете, а јас збору, а ја читам га наслов само на прашање. Морам да признам така на што сам се излеќа, ама беше ми условен предмет. Да изгубиш година, знаеш што значи што така, ради буџет фамилијарен на родители, на овој, а и малку и брука ќе беше. Морам и тој да га кажу дека на конкурс, едини медицински факултет у тој време имаше приемни конкурси. И од тие приемни конкурси само ја, Кочо и Власто кој што остави биологију, беше дипломираа едну годину, не дипломираа, заврши едну годину, остави само да биде на медицина, врати се па с нас и ми тројца и завршимо медицина и така така. Тоа се тие догаѓаи кои што нема да ги забравам, кој што нема да забравам кад краде смо од комшије, од газдарицу, кад краде смо ракију. Па забравимо славино да го завркнеме, све истече, направиме поголемо обеѓу. Да. Али тоа се симпатични работи кои што сега надопунујав го нашу меморiju и се стои што викам ти не сме биле грешници некои или намерно да направиме нешто с цилј. Дружиле смо се и тоа не одржавало. И дојде ситуација сви стекна време да работиме во исту установу, тоа е медицинска установа. Да. Овај медицински центар Куманово и кад се демобилизира власта, исто и он дојде, ти му беше директор, така ли беше? Така да
Викам ти, еве и ден-денес кога ќе се видиме, како си увек се подсетиме на тие убави денови. Прозбориме и за муабет, и за љубов, и за девојки, и за пријатели, непријатели и така дали. И тако е едноставно. Све и мало тоа време, све. Мало. Сега, ти ја прашам, бица се снимам во мисто дека Куманово спа, ово е прекрасно место. Како деца се довоѓале докторе у овој нашу убаву бању. Доктор кажувал емисија 2 мај, тоа е било дека убаво место за дружење, а и ви сте веројатно довеѓале. Да. Ако се да вратим на тие години, нормално тега наши родители, кога мали деца не водесва овој бању која беше спектакуларно место за нас у тие години, затоа што е било дождја, река тече, ќебења ставени, музика, блек музика, барталешка, по дворови, по ливаде, народ вриет, дојдеш порано да фатиш место, дружење, на земју, седење на ќебења. Све тоа било многу во памту го по едно излетничко место кое за мене било незаборавно, затоа што е било вруќа вода или Кумановска бања, место кое што е некој поем површено со Куманово, нешто у срце останато. А и доктори, река е била чиста, викав. Река чиста, Риби сме фаќале? Да, риби риби сме сме фаќале, реки и пливање, јас сам научија каде што е спортска хала, Да. туј сме пливаја, трудовак и други мучива, туј сме фаќале рибе и туја сме черге носиле ја на мајко ми с пирајко да ги удара сме ги у реку по 5-6 пут да може да се чисти, па ги плавимо, па ги вратимо. Туј сме училе да пливаме, туј сме училе да фаќамо рибе. По тој пут, стар пут, што сега малку не може да ga запамти, покрај воденици сме проваѓале преко реку, е многу било. Кад беа малку поголеми, у тие дрва качета сме с девојки, урезуе сме срце, у то поле имаше многу убави, па и миња сигнали, па понекад после пуно години покуша да го најду тој моје дрво, тој брезу кој е таму. Нема га, исечено е, пошто тој дел урбанизиран. По тој пут, кад се враќаме после према Кладенче, на тој дел таму. Кумановска бања е била многу и тега чини ми се имаше и повише народ доваѓаше и на капење овдека. Беше Југославија. Неко бемо поврзани и многу народ доваѓаше од други републики, од други држави, чак за Кумановска бања, кој тега има собствено реноме. Така да успомени се многу добри, многу пријатни. Сетам се по забањање сам се бањај тамо. Ми јавеше строги родители, така да кажу, не су ми давале да влазам да се бањам, ќе се удавиш, ово, вода не е за тебе, ти си малечек. Док мајка ми и татко ми спишле. Јас си ми правија друштво и тоа е отприлike било у тој години. А доктор, тега не е имала како сега такси, кола, джипови, Ма како? пешки, бика торбе и овдека на излет. И задоволство е било по стар пут да дојдеш до бању, затоа што имаше сливе кај си е баш у тој време кад краде покрши смо дрва И црешни. Али најсладко ми е било кад татко ми купи, усвари на сестро ми купи точак, женски точак, што ти знам, али без разлика. Ја га користеше кад научи да возу и с точак доваѓаше овде у бања. Зашто? Бања беше некако у тој време усадена у ген на Кумановци. Каква е таква е, ама наша вруќа вода, повеќе го памтимо како вруќу воду, мада нема врску с вруќу воду, и кисела вода, она е била собиралиште на млади, стари, на сви. Спомнасте га 2 мај. На 2 мај беше излетнички датум. Туј доваѓа своји луѓе и што ти ја знам таму, па после тоа ромско, тој празник кој ги беше на Роми. Ѓурѓевдан. Значи не е имало некој општонародно веселје, некој што ти знам, не се спроведувало овдека. И тој сме уживале, поготово и доведувале се на екскурзија. Дали у основну школу, дали и с гимназију сме доваѓали, тако да овој дел е sastavan дел на Куманово. Ја имам едну книгу напишано за Куманово наше, у кој што го опишува тој дел, у кој што се доживеени такви спомени, кои што и ден-денеска надвладуев на све овој. Ја како доктор кад бидна председател, овој началник на физикално медицину и рехабилитацiju у медицински центар, сакаше да отворува овој нерастурено, како да кажу, оделно оделение овдека у Кумановско бању, траеше га депанданса овој куќа. Да. Ама тагашња власт немаше разбирање и тако дале, дали ми малку слабо не ударимо газ, дадева га да се прави ципеле. Ја немам ништо против Жибарса и против свитија таму, али во свак случај немаше се онај визија Кумановско бању да го направимо медицински центар, не у смислу, али средина у кој што ќе биде толку посетувана, кој што еден ден да економски ќе га рани Куманово. Да. Немаше ли размишљање? Никад нема да забраву, у војско тага беше со еднога словенца у ново место, он по протекција у Словенију служи војско, ама беше архитекта. У водна лекари беше архитекта.
И он ми викаше на мене, прича стално о Кумановској бањи и ово те оно. Могу ли ја, каже, за време допуста на тие... На отсутство, редовно. Да, на отсутство вика да видим ја ту бању. Дојде, он беше одушевен. Nije sređena, nije higijenski, te ovo je što jedan balneoклиматолошки центар треба да ги исполнява сви тие правила за да бидеш. И затоа не сматра се како дива бања. Да. Кад бидна председател на Сдружение на физијатри на сви доктори на Македонија, прв кој што викаше сакаше да ги од корену тој дива бања. Што бај бања не заслужува по состав, по индикација кој што Кочок ги спомне, пошто тој негова допирна тачка балнеологија спаѓа у домена интерно медицина, како со специализација и да го направиме на стварно тоа. Кад ме поканива у стари години, у пензионерски денови, да биду саветник за физикалну терапiju овде у бању и акупунктуру, кој традиционално кинеску медицину го имам завршено у Пекинг, у Кино, дојде до сознање дека овие услови да сам ги такима, ја би го остварија тој такочно желју. И секој даду од петни жили ќе даду напор, заедно со Скочо, пошто сме ми тим, кој што фактички представља, да не кажу едно вид поликлиника, ако не е поликлиника, да, кој што ќе ми помага на нас кумановци, зашто да троши пари да се иде по други центри во кои што состав на вода не може да се приближи на кумановску вода. Да. Доктор, сега идемо на ношто е суштински. Значи, за нашу кумановску бању и доктор Пачко се пишува книгу, да не забравимо за бању, ќе биде за брзо време. За нашу бању има прегрш пишани документи. Уназад, да кажу, 50-60 години, наша бања е стварно неверојатно лековита, а ја би ве замолија ви да кажете куде највише кумановска бања помага на луѓе. Овако е. Прво мора да кажем некои основни карактеристики на кумановску бању. Можда тешко да се изразиш на обичен начин народ дали ќе разбере гледачи на телевизија Куманово. Меѓутоа мора да кажам да оваа бања има три функции кои ќе ги разбереме зашто е толку добра. Прво, учествува у метаболизам на сваку клетку вода, затоа што содржи изузетен добар спој на аниони натриум, калиум, калциум, маглезиум и хлор. Сви тие елементи у такав су спој што е идеален спој што го има на свако тело. Значи, секоја клетка е зависна од тај спој на аниони. Они пренасува енергетски метаболизам, значи стимулира го, овозможува раст на клетку и го штити клетку на човечко тело. Интересантните студии покажуваат дека свака клетка со нашу воду е заштитена од агресију, од оштетување и од старење. Значи, тај енергетски метаболизам, стварање на ензими кои се катализатори за енергију, стварање на отпорност на организам е изузетно благодетна. Во бањата има двоструко дејство. Првото дејство е преко пиење на течност на воду, а другото дејство е преко терапија со капење. За тој друг дел ќе збори нешто повише Пачко околу користење на воду у физикални третман. Структура на вода е добра за лечење на неколку основни болести. Можда народ Куманово не ги знае, па пуно пациенти што дојдат се информира што лечи. Прво може да се лечи и основно се лечат сви фактички. Од студии што го направија доктор у Париз, Жугич, и која е експериментално работена на глуси, ги покажува сви овие ефекти што ги покажува. Значи, против спазмофилија и грчеви. Сделува антитромботично, што ќе се поврземе натаму веројатно разговор околу лекување на тромби кај куде ковид. Делува на воспалителни процеси на гастроентерални стак, на плуќа, на јетру, на бубрези. Делува на лечење на сви невропсихијатриски заболувања, поготово несоници, депресии, вознемирост и слично. Делува чак интересантно е што многу луѓе прашуваат пиење на вода е добро и за мали деца, и за деца кои се нервозни деца со стикови, со узнемиреност, со несоници, со агресивност, со конфузност, кои што не се комуникативни со друштво, оделени од другари. Све тоа доприноси да они боле фигурират и да боле се однаса у општество. Значи, мора овој да ја кажу, и овие студии што се биле, не е тачно кажано како може тој да делува водата и преко кожа и преко стомак, меѓутоа преко пиење на течност.
Меѓутоа мора да кажам, тоа се компетитивни работи, така да многу луѓе заборавлja кога дојде во бању дека водата што се пие исто толку квалитетна колку и бања. Значи да има комплексно лечење, комплетно, кумановска вода треба да се пие и да се бањаш заедно. Затоа што го содржи исти состав и внесен од натре и однесен од надвор е многу благопријатен. Најголем број пациенти овдека што доаѓа во бању се третира од невропсихијатриски заболувања, заболување на гастроентеровни тракт, доминантна за дијабетес, за јетрени оштетувања, за колитис, за запалење на дебело црево, за шулеви. Да не збориме за камењу жуч, камењу бубрези. Многу пациенти ме прашуваат дали смеат да пијам вода кој имам камењу жуч. Смееш, затоа што нjen состав тако и делува уролитички и може да сите конкременти да ги елиминира. Значи, депласирано е мишљење од кумановска вода се ствара камењу бубрек или жуч. Обратна е ефект. Истовремено делува и на лечење на сите кожни заболувања, псориазе, акне, уртикарија, екцеми, мајасини и сите работи. А другиот аспект е со капење водата, каде што доктор Мирко мора да ги спомну и доктор Бранков со основоположители на овај балнеологија у Куманово, кој што делува на невропсихијатриските заболувања. Значи ги спомнаа у глобалу, тоа се разочараност, депресија, незарасположение, инсомнија, ноќно мокрење и слично. Наша бања, ово мора да кажам, нема скоро контраиндикација за лечење. Значи, бања, ја го имам една девиза, кажам, ако сакаш да останеш здрав и млад, дојди у Кумановску бања. Зашто? Продолжува процес на старење. Организам не старе се користење нашу пиење на воду и капење на воду. Подмладува ги клетки, тоа е докажано. Одржава ги у виталност, значи овај вода делува против процеси на старење, брчке и така дале. Значи, морамо да бидеме свесни, убаво кажа Пачко свој увод, дека денеска, што го и ова изјава на доктор Бранка, по популарство луѓе у врнешке бање, луѓе иде у матарушки бање, луѓе иде у некои бање кои што се многу понеквалитетни, само ради моду и затоа што има добар смештај и услови да се покажеме биле сме. Некако кога идеш Кумановско бању и кажеш у некој ден сам бијав таму, типу кој бању си бијав. Значи некако мора да го разбиеме тој мит. Овај бања има такви перформанси да може да биде водеќи и да го надмине Аранđеlovско букачко бању у квалитет и да го надмине Врнечко бању у квалитет за гастроинтестинални заболувања. И она е во близина на квалитети на вода се сматра по студија на доктор Душка и други дека е слична на Аранđеlovsку воду, значи може и доминантна од Буковачку воду, а од друга страна има некои студија дека е подобра и од Маријан Лазли у Чехословачку и Вилдуген у Немачку. Така да овие се главни. Наша бања е најбоља во Европа. Апсолутно, може да кажеме. Нема болест која не лечи. Тоа да го заврши дека може се бања дете од 2 години и да пие воду, може да лечи бремена жена, може да лечи пензионери, баба. Значи контраиндикација нема скоро никакви, освен ако треба ќе ги наведеме контраиндикација. Нека спомна, скочу извини, у твој домен и конјуктивитис, например, за очи. За очи. И не, ја сам лично, од лично искуство на мој покојну баба, покојна е сега, али кад се лечиле, улцеративен колитис. Да, апсолутно. Проследено с крвеви столици и тако дале, ти знаеш подобро интернистички, сам ги лечија с покрај тие лекарства, с покојнога не покојнога, пардон, се извинјавам, с доктора Джимрева сме го лечиле мој бабу и сме давале дневно по 3 пута да пие на ден како лекови што се пие. Класично по 2 деци, едну винску чашу пред едење, сабање, на пладне и навечер. Така. И успеама сак, дали од лекови, дали од тој бању, она му толку приеше да беше одушевена. Да не зборимо за Доктор, има ли истина тоа? Јас сум слушао да вие постри, не сум видел с мои очи, некои вариоци тие кад многу вари и очи му ги оштети. Кажамо за очни болести, не е само конјуктивитис. И он се бања, да. Не само конјуктивитис. Дали тоа истина не? Апсолутно. Зашто вика стари даши бабе и што ти знам? Ти добро ќе да проплакне и очи. Да. Не се случајно они тој, не се биле они упознаени у медицину или се располагале с некои медицински работи, докази и тако дале, што ти знам. Отиди, значи тој се пренаса време. Како што овај бања некад била својства дадена под концесију на некој си бабалену и она осетила го лековитост на тој воду и наплаќала се. Да. И градски власти во забранив, она земе па подметне Тужба. Динамит па го уништи. Да,
Кој кажува историја Така е, да. на тој бању. Пошто ја работам истражувачко новинарство и сакам да што повише да напишу податоци пикантни кои што наши луѓе не ги знаат. И тако сакам да кажам дека овој Ковче што го кажа, још поширока е палета да кажеме. Апсолутно. Не може да го наброи чак. Не може треба 2-3 емисии да збориме само за тие затоа што sastavот зашто се вика кисела вода? CO2. Значи, тај компонента што го содржи што го дава киселину. Она не е хипертермална како стрновац, да е огромни температури кои што се користи во оранжерии и така дале што да. Она е хипотермална, негде 30-31-2 степени на извориште, рачунам. И на овие каптажни базени што се направени и што се. Али sastavот на кој начин се аплицира, дали преку пиење или бањање, дава резултати. Тој ми фалеше на мене на физикална болница, пошто нема смо балнеотерапија, односно хидротерапија, пардон. Хидротерапија кој што пуно работе, ригидност на мускулатура, да кажеме, укоченост на од разни болести, дали е дискус хернија, дископатија, ломбоишијалгија, што ти знам таму, се прави вежбе у суспензио, а подобра суспензија од воду нема. Значи, овај вода и хемиски делуе и атрактивно за човечкиот организам. Имам познати личности, нечем. Да. Утре ја дека да кажеме дека у склоп на хотел Спасак се пуно се инвестира, специјални апаратури за физикалну терапија и тој треба да заживи да биде многу квалитетна работа за здраве на луѓе. Види, не е цел да бидеме конкуренција на некој, да ги прожириме хоризонти на начин да му обезбедиме на нашega човека да се лечи. Он сам си решава куде ќе иде, како ќе иде, што ти знам таму. До тоа дека уведемо и акупунктуру, кинеско традиционална медицина, уведесмо и дел од физикална медицина со скупени најсофистицирани апарати за како што е на пример да кажеме нема у Македонија. Магнет, да ласер кој што работи и тоа треба да прави специфично лице кое што е упутено во тој проблематико, затоа што како што има индикација, како што кажа Коч, нема со воду контраиндикација, али у физикално има и контраиндикација. Не можеш на свакога ти да му дадеш терапiju, a on već ima prošireni vene ili neko skrijen tromp što može da se otkači i da napravi belju i tako dalje i tako dalje. Znači postoji, zato je internista tu je. To što kude mi je sumnjivo, on odreduje koliko minuta u banju, ovdje ima 3 bazena. 2 bazena na prvi sprat i jedan gore na pokriv i третото базенче што е направено специјално за физикалну терапија, вајда камера ќе ga прикаже, у кое што наши пациенти ги држиме 10 до 15 минути и спроведуваме ултразвучну масажу под воду, кој што е многу благопријатна за артритис и артрозе, кој што знае како тој дека не се лечи, тешко се лечи и така дале. Ми ги помагаме инструменти. У кожни болести кога ги спомна, па добро, треба ли да кажу сега, немам храброст да кажу дека лечиме псоријазот. Ми го третираме псоријазот, дали го лечиме, пациент ќе покаже. И многу други кожни болести, како што се екцеми, да кажу, или млади, у пубертет, акне вулгарис, овие, што искача бобулици. Тоа се викаше дерматит ли, тако нешто, се борочи дерматит, да. Дерматит, дерматозе, зависи што така. Што значи, још не смо стекна искуство, ќе истражуваме још со овој вода. Зашто? Зашто ја га имам састав на воду 26 годину, жуничка га е Кумановски зет у даштарско фамилију, како од Сорбону е дошел, прави анализе, па на Гудулца докторга, еден од бивши председател, од директори на Катлановску бању, так Кумановска не е могала да го запосле, не е постојала. Што кажа Кочо прво Мирко Николовски, Бранко Јовановски и овој невропсихијатар кој што се работале на тој работа се први кои што се пионерски потези да кажем нешто за Кумановску бању. Сеќам се у наш вестник на средњу страница да ги скочива Радко Африка покојни, Бог да го прости, ми го даде, вика, еве тебе ќе те интересира докторски и од ток се викам, па зашто би ми овој не рекламирamo? Да. Чак што више сега ајде да не биду безобразен или да обеќавам што ти знам таму, кад може една матерушка бања да лечи стерилитет, зашто Кумановска да не може? Јер тоа е на психичко база. Да. Утре сега многу битно да ја објасниме на наши гледачи колку пути, односно колку годишно може човек да прави циклуси на бање. Некој вика мора годишно 21 ден, повише не си смејаја ради тој или не е тоа тачно? Види, постои многу предание кој тој колку да се користи вода пар, не пар денови, колку пати, у кои месеци слично, тоа е веројатно све околу некои искуства на народ и некои бабени приказки, да кажем. По моје лично искуство, пошто ја работеше у бањи пред 15 на години пред Бранко да у пензија, повукат беше како доктор.
Пачко много добро знаете дека сви бање, и ја исто знам, се прекратува една пут дневно да се прави по принцип некој физикална терапија, базен и слично. Меѓутоа, кажаги благопријатните ефекти на бањето, значи, пошто нема контраиндикација, ја препоручувам, а исто сметам дека е најоптимално и најдобро да се прави една терапија дневно, а може и две. Број на бање не е ограничен. Ја преферирам да не биде по 14 дана, најдобро е такој, да некој ефект се постигне, да дојде некој спој на организам с водото, да се осети бенефитите од продорот на електроните, на хемиските врски, на пиењето на воду. Штета е што народ не знае, само се бања, не го пие воду и инсистира на тој паралелно да се пие и тој, затоа што користи, затоа и тој што е добро, затоа што Кумановска вода добро спомнаа Пачко, само нега га знае дека е од ендогено потекло и вулканско потекло. И тој се топли бање. Тие топли бање су тие кои има аналгетски ефекат, биорелаксантни ефекат, агент на бол. Значи, тој се си вруќи бање по состав има компоненту кој што утича на болке, како што е катлановска бања и како што е бања струмичка. Што се однася на користење на бањање, значи ја препоручувам на граѓани Куманово слободно, без некои сериозни заболувања, диабетичари, кардиоваскуларни заболувања, со стенови, со прележни цереброваскуларни инсулти, да може слободно да дојде. Забрането е да дојдат луѓе кои се у атеросклерози зрајство, кои имаат тазе прележен инфаркт, кои има шеќерну болест с инсулинотерапија, некоја мала група. Препорачено е да се користи 2 пута дневно кога голема група на пациенти, давамо и 2 пати дневно се користи по 20 минута. А некој има што се користи и по 1 сат, овој новиот по дека, ако сте приметили, ова бања луѓето се платат 1 час и се капат. Значи, бањата може да се користи и као рекреациона центар, што сек се користи каде Куманово спа. Меѓутоа, ова новина што е задувала Пачко и директорот на Куманово спа, може да направи голем бум, револуционарен бум у потек на лечење на бањско поврзано со физикална терапија, затоа што апаратура што е набајана по моје сознание е најмодерна во Македонија, меѓу скапа апаратура, модерна апаратура и навистина овој што има ласер, не е ласер што него фиксиран ласер с не е што пече, што сече, што пече, него стимулати, биостимулати. Значи отприлике 20 дена. Например, сега може некој да кажем да прави 21 ден бању, па после 4 месеца, па 20 дена, после 3 месеца, па 20 дена или не смее да прави? Ја практикувам на пациенти, многу е прашувам за тоа, пошто многу е близко, зависи од многу работа, правим негде мај, јуни и негде септембар. Значи, обавезно свим сугерирам кои се поготово невролошки, невропсихијатрски болесници да доаѓаат 2 пута дневно. И кој има хронични кожни заболувања, ексем, јасин и така да. Некој кој што диабет сакав да лечи, не иде да доаѓа диабет се лечи с лекови. Има болести кои е само комплементарно лечење, а базично е с медикаменти. А оние што може бања да им помогне, како што имам искуство, жене кои доаѓа по 10 години, кои се спасиле од самоубилачки идеи, од психозе, од депресија, од несоница, од неврозе е феноменална. Така да Значи може 4 пати годишно по 20 дена да кажем. Може слободно, може слободно. Види, мора да има еден, извинјавам се што падам. Мора да има еден период на ремисија, ми га викамо така во медицина, еден период кој што ќе биде мора. Не го употребуваш бању, а процесот се развива. Метаболните процеси и организам е жива твар, творевина. И према тоа, тој не треба тај циклус да се прекине или да се предозира. А предозирање овдека нема. Вода е вода. Или го пиеш, или го аплицираш на врз човечки организам и така дали, и така дали. Еве, питајте, имаме едно анкету на свакова пациента што ќе ми дојде, дали е претходно бие у стару бању. Да, бил сум. И многу се осеќам, затоа и доваѓам. Ја имам пациенти, кој што тој нега кажа, пошто и он сигурно има пациенти, кои што доваѓа од Пробиштип двојца има, од Драчево има. Значи почнува да доваѓа од да не збору за Косово или за овие други, пошто медицина не бира страстен. Само тоа е глас, по глас се чуе луѓе, не може што е добро разработен маркетинг и не може да го бањето презентирamo да го познае македонска, бар македонска јавност. На ниедну телевизија не се прикажува тој. Друго фонд, зашто да не испраќа у Кумановско бању, а може да испраќа у лечење у Катлановско бању, тоа е само и така е. А и работимо на тоа? Работимо.
ставам се од ситуација на еден руководен тим, не, него едноставно јас сум sastavan дел од овој бању како лекар, како стручно лице, да кажем, кој ја и Коци што се знам. Не, малко, јас другчие однос Пачко е вработен сега у Куманово СПА, а јас сам советник. Советник, да. Ова кој да дојду да ги посоветуju колку да се бања, како да се бања. И ја ги советувам. Еве, докторе, Пачка ти си тој, двете работи. Ми веќе збориме некој ден со доктор Пачка, ви не знам дали знаете, било би добро идеално да се отиде у Београд у некој јаку националну телевизију, едно 15 минути да ви даде, Апсолутно. таман да чуе Ми сме на поширока светска јавност и ја мислам дека луѓе ќе доваѓаат така повише. Апсолутно. Јас сакам да ја прашам, имали сте некој доктор искуство, некој што ви останае утсек, некој тежок пациент, а ви ga памтите дека бања му е многу помогнала? Имам пациентку која беше од Загреб пред повише години, која што беше донесена со авто, која што беше едно страшну депресiju, непокретна, молим да стане суицидни идеи, мисли, така. Релативно млада господја и начитана, факултетски образована. Аплицирамо беше сместен у клубу, аплицирамо дека едно 15 бање, први пут по 7 дана по 2, па по 1, па го после тој врати се покретна, сак не е непокретност била да лечи бања шлока или мозочни удар, него непокретна психолошки, не може, а динамична. Враќа се у септембар, јаш не пуда подобруваш повише и од тега 5 години доваѓа, а не пуда ме интересантно запитува и господја, знае многу стручно. Објасни ми, докторе, ви вама, како та вода може да уѓе мој мозок и да ми делува. Какав е тој механизам? Јас чак и професор Жујки нега може да го објасни. Меѓутоа постои една теорија. Вода и човечко јединство најдобро стои. Човек е роден у воду, земја у воду. Клетка колку има? Животни човек е по процесе почнае у воду, од мебе. Значи водата е дел од наш живот. С воду се врши подмладивање и одржување на живот. Зашто вода се пие за да живиш дуže? Зашто вода се пие за да живееш лепше, да немаш горе? Значи водата е споен нераздвоен со нашите функции и наш живот. Значи имам многу добри импресии за кожи заболување да не зборам. Кожи заболување доминантно, што кажа Пачко, псориазе, дерматитиси, екцеми, сви тие работи ги ефикасно лечи. Еве земи го у обзир, извинјавам се што не да допуну, него да го кажу со емисија. Клетка, најосновна, најмал дел, да кажем, од едно ткиво и што ти знам таму. Па има преку 90% вода. Да. Старење, што е побелуе коса? Снемуе го вода, губи го организам воду. Тој сам како од еднога београдскога доктора знае и осмислие и прочитаете што ти знам таму. Значи свако губење на вода, дехидрација или што ти знам таму доведува до несакани болести. Сега не прашам, бица многу е битно, луѓе се дека сек има и тој полемика, дека оваа кумановска кисела вода може се пие 2 до 3 чаши, некој вика може и кило. Ви сте стручни да кажете колку може да се пие кумановка вода дневно, колку чаши? Еве ја како интерес ќе кажу, пошто Пачко ќе каже. По сви насоки до сега што се убедени, што сам ги читае, оваа вода што вика доктор Бранко, вика не може да биде асталска вода, да стои букал и да го пиеме цел ден. Оваа вода лечебна вода. Тоа значи, ако сакамо право индикација, треба да го користимо 3 пута дневно, како што Пачко кажа, по 200 грама пред јадење. Негде 600 до 800 грама дневно треба да се пие, а ресто još кило и пол да се пие обична вода. Ако знаеме дека има, не компаризуј, ако има магнезиум, ако има цинк, ако има кобалт, ако има олигоелементи, ако има хидрокарбонати, ако има природен CO2, ако има железо, алуминиум, све тоа се држи наш вода, све елементи и олигоелементи на градбу на клетке. Ali mi ne možemo da predoziramo i to je da ga pijemo. Zato što ima jedna opasnost, ako se pretera s pijenjem vodu, se pokaže pritisak. Znači ona deluje, ljudi uporno ako piju cel dan kiselu vodu, tera mnogo na mokrenje, zato je mnogo go pije. Zašto kako go piješ, ona isplakne organizam, resorbira se i svrlja se. I to je preporačeno da se pije medicinski zboru, do litar 600 grama, do litar maksimalno dnevno, a poviše ne. I to je pred јадење, šte срце. Гладно сад пред јадење. Побрзо се абсорбира и подобро се ствари количински и така дале. Види, организам е чудна работа. Што викам чудоватна бочка и така дале. Организам постои како такав, ама треба да се одржава. Да се одржава, да му се даде тој што ти он тражи. А он праќа многу симптоми, само што ми некој повише, некој помалку ги разбира. Зашто препорачува најголеми светски стручњаци што се знам летно време 2,5 литра вода да се пие најмалку?
2,5. Ја викам 3. Нема зијам од вода. Вода ги содржи тие ради. Поготово Кумановска бања. Овај вода што го почнава да го флашира свака час на газдови што тие до сега не може да се равња, не може да му се равња Раденска с 3 срца, кој што има магнезиум и визија, сега ајде не право конкуренција и други воде кои што се пиев, на пример да кажеме, а ми књаз Милош. У реду е свето. Зашто? Зашто лоша е и нетачна е теорија дека она е вода која што доаѓа од Чешко. У Чешко се Маријански лозни и Карловари. Карлови вари. Ако тај вода доаѓа преку тие расцепи, нели? Тешка работа. Не може. Поново спут 5 пати се смеша с најмалку со српски бања. Да. Нишка бања, Врничка бања, Бојановичка бања, на пример да до Куманово. Не, ова е посебно. Она извира негде според геолошки испитувања на 12 км најмалку и проваѓани с тие слоеви на земја каде што ги пере тие минерали и ги зима у свој состав. Вулканско потекло е. И вулканско потекло што е раритет. Неќемо да збориме за Катлановско бања, неќемо да збориме за овие други бања. Они може да има блато, може да има газ, што ти знам, али квалитет на Кумановско вода не знам. Не надмини. Но треба да ни кажете, например, ако се повреди некој човек, тетиво, лигаменти, менискус, наша бања, што може да помогнете? Види, за отворени бања ја не сам го препорачувал затоа што нема слабо има јод. Да кажеме или некои компоненти што ти знам таму, на пример, кажеме удорен или да ги води деца, удорен повреди се или за краници и така дали што ти знам таму. Ова е бања, ова е вода која што му е потребна на човечкиот организам чисто ради биолошките процеси. И ако ми го користиме како што Кочо кажа, толку дневно, толку што ти знам таму, сам човек ќе го осети оној релаксација на човечкиот организам и така дали. А свака повреда има други начини на лечење, да не зборим. Така е. Да не се опуштаме у некои други теми, да. Не, али само да го допълнам. Не е спорно дека човечко организам најрелаксирано и мускулатурите усети у воду. И вие сте обалето, кад пливате, може да направите некои покрети што се невозможни с бањање у базен, па физикална терапија под масаж, па базенче тоа што ќе ги аплицира доктор Пачко. Свето му е покретливост на злобно, подобрување на мускулатура. Значи, аналгетски ефект има на боловите. Значи, не е џаб изберно сега да го ставиме само да биде физикална терапија, а да не е бања, да го преместиме овој дел само горен спрат у Куманово центар. Нема исти ефект. Има ефект и оде и водата има. И покрај тој што ќе се они капи, може да има и такви пациенти, Пачко знае, дел од нив ќе се избања, па ќе дојде на терапија. На терапија, тачно. Затоа ќе направиме овој мало базенче кој што има медицински индикации. Значи, она дополнително лечење, водата исто дополнително лечење на целиот физикален третман. И сметам дека Кумановска бања, ако даде Бог, и овој поголем физикален третман што го отвара сега Пачко с тој екипот цело што е формирано и со Стонита, треба да с добро рекламу да доминира физикален третман на ниво на информативно. На едно пошироко ниво. На пошироко ниво, да. Па чак и на меѓународно ниво. Види, да допунимо тему што ќе знам. У медицина, у физикална медицина се признава, на пример, кажемо вежби. Вежби у суспензија што го спомна се вежби најчесто у воду, па да има и други суспензии што ќе знам. Вежби има активни, пасивни и подпомогнати. Замислите ви, имам пациенти сега неќу мислим да ги споменува и така дали, што те знам, со ендопротеза да ваѓа. Да. Вештачки кукови, народски прекажано да ме поразбере народ. У кои што тие вежби се поедноставни, али полаки, вода утиче. А плюс хемиското дејство на воду кој што го спомнаме неколку пута, што утиче. И резултатот е немино многу успешен. Така е. А ми смо го тоа имале. Па нели е срамота и греота со сати извира вода, кисела вода и тече у реку. Извира у реку. На комшија овдека у становници на овој село, на Проевско бања, на Проевце, у двор ги извира. Тоа се илјадници, милиони евра. Тоа е чисто богатство. Никој да се сети да го каже, чекај бе овој Кумановско бања да го направиме. Вода се биде поскапо 22 век него нафта, него злато. Тачно е, вода е натаму иде работа. Така бе материјал да не кажам. Ето тоа сега доваѓаме исто до едну
интересантну работу. Ковид, знаемо што ни направи све, многу, за жал, луѓе починава, не е сам вирус, не може да кажу ја. Пост-ковид синдроми оставија последици каде луѓе и сега ви ќе кажете дека човек кој сака да оди у бању, после колку време може да дојде после прележено корону? Окој сега, још од лани почнаа Куманово да ваѓаат пациенти, не знам по кој начин, веројатно информирајќи се, штајќи се да пост-ковид синдроми да се јавјат. Да ваѓа у бању. У почеток ја кад това кој ги саветуваше, малку беше скептичен зашто е новина и за мене, иако сам интернист, ипак нема некои студии изработени Нема. да може да се поуздаш на што е како е. Меѓутоа, ако се прави добра проценка на здравствено стање на пациента кој прележал ковид, а нема трајни инвалидски од инвалидитет или трајно оштетување на некои органи, на срце, на бубрз и слично, на мозак, на мочни удар, овај бања е благодет. Ќе кажам заради што. Ако се сетите и гледачи слушна увод дека овај бања има такав состав на олигоелементи, аниони и катиони, кои што помага. Прво ќе го спомнам тромбоцитогенно дејство. Значи он има дејство на разбивање на тромбови, фибринолитичко дејство, разбивање на фибрин и разбирање на тромбоза, значи појачување на тромбоцит. Тоа е у студија, не го кажу да се ако е тоа тачно. Е кажано. Тоа работа. Делува позитивно на мускулни, на луѓе што се замара. Што нема така, што мускули има атрофира, што не се движиле. Делува посебно на психолошки статус, доста пациенти од ковид има што имаат пост-ковиден синдром на неурозу, на стрес, на страх, на вознемиреност. Изузетно добро бања. Значи, слободно може да кажеш дека овај бања у Македонија, пошто таква паралела не може да правим ни с Катлановско, ни с Дебарско, ни с друго бања, кој има неуролошки диагнозе и мускулни заболувања да може да биде. Значи, она може да биде центар за пост-ковид синдром слободно, сигурно добро селектирано, сега не може свак лекар ковид има срце услабното, леву комору и тако дале, има некои други телеси што има мозочни удар, тие работи да се види. Период меѓу прележување на ковид, то првото најмалку треба да е 6 месеци, после проценимо дали е и како е состојба. Значи не би го порано После 6 месеца може да дојде на бања. Може да дојде, а проценимо интернистички дали он има потребу за дали има контраиндикација за лекување во оваа бања. Пошто го сmatrаме овој емисија како дебатна, Да, морам така да се е. уклучи, Слободно. има многу допирни тачки со овој работа, ја што го работам. Не ја, моја екипа, да кажемо, Така е. или и персонал на овој бању и така да ја знам таму. У однос на болни, здрав организам нема граница. Што Кочо фино кажа, чак и трудни жене може да го користи воду, мали деца и така дали и така дали. Значи пожелна е, па ми ќе бидеме свесни кад беше она најголема криза за вода, доваѓале сме с балончиња овдека да го пунеме, па ништо не бидна. Чак што више не предизвикува на песак, чистика бубрек од песак и од генитални систем. Затоа што значи е потребна на некој начин. Не кажамо дека исто тако делува и на овој полицистов, на жуч, на жуч и на жучни камења, а многу кумановци по мој истражувачко, да не кажемо дејност кој што ми се јавја баш за жучи да ме прашујат. Али има студија, на основа на нас не мора да не се веруе, али на тие студија насочуев на такви работи. Дали овие ковид некој има локомоторни искуство, пачко да локомоторни промени на ноге, на мускулатуру, па да се користи поготово за овие терапија. парестезија на долни екстремитети и тие работи. Ја дава магнезиум B6. Да. Ради циркулација што ти знам. Ама овде у вода го има. Да. Чак што ќе биду храбар, ќе кажу, една компонента, а неќе да зборам, пуно наши комановци иде во горниот Трепче. Атомска бања, како што го Да. Пошто има вулканско потекло, има едну благу дозу на радиоактивност, стимулирајќи, не оној што е штетна, него, стимулирачки фактор. Нака дојде на луѓе ќе ги докажува. С експерименти, с овој што ти да. Секи извршува едну анализу со наш генетички завод, да видиме с ХЕС, с доктора Маријана, још не само га информираа, састав да го види дали е променето од оној што го имаме од 26 години тие работи. Не е променет. Не е променет, а тоа е одлика на квалитетно. И тоа е скоро 100 години. 100 години. Доктор, интересантно е овдека евиденција водили се некоја, например, колку пациенти има успешни, тешки, средни,
излечени, помогнати? Види, пошто ја прво годин лани стартува, ја ги зема стари дневни со доктор Бранка и доктор Мирка, кои што су водиле многу документи. Не е правена студија, меѓутоа се сви пациенти регистрирав с диагнозе, с колку данови се биле. Тој може да го направимо, добра идеја е, да после тој за некои студии лечен толку да на таква терапија, према толку бања, толку терапија, какви се реакции на тој бања. Значи, тоа е интересантно од вас, Маријане, да будутност можда година ќе две направимо се спачка некој студију за ефикасно на бања на основу на искуство с пациенти. Тоа е веќе доказ. Овако може да дискутираме, али можеме да пробереме материјал, па некој емисија следеќу таму за Да, по доктор Пачка пишува книгу и таман да ги уметне тие податци. Види, информативно сме многу слаби. Не замерам на екипу која што го води маркетинг, што ти ја знам таму. Сами ми кумановци не знаеме за квалитети на овој воду и негови благодети што ги пружа. Само се нашалов, докторе, еве, јас се много право му обети, вика, вика, ја леки до вику бању, ќе каже тега овој трајко од лепија. Знаеш, оно е малку просто ми звучи кога ќе каже, а тој нема биде бању иде свак човек и здрав и нормален и прав. Види, балнеолошки комплекс е една склоп на туристички, хигиенски, здравствени компоненти. Не може да добие звање. Зашто се вика спа? Ако е туѓа реч искористена. Куманово е, викам ти, со овој правење на овој зданија, велелепно на хотел Куманово спа. И с услуги што ги пружа, далеко ќе отиде. Еве, слушайте ми га, днка ќе зборимо дека Кумановска бања е стециште, собиралиште. Да, и тоа со повише краеви на Европа и на света. Околина, а таква бања. Еве, јас сам го увек признаваја Бугарiju сам го признаваја како земја на бање. Да. Таму на улицу извира минерална вода. Сепаева бања, Ќустендилска бања, Павел бања, да не ги збору што ти знам. Вода извира на улицу. На улицу направени јавни базени да се бања, да се онодуе. А луѓе, ми сме од природа, враќамо се на природа. А зашто не ги користиме благодети природа што не ги пружа? Најголем парадокс е Кумановска бања, зашто још увек го сматрам регистар или список на диви бањи. Тој ме нервира и ќе докажемо дека не е тако и Тој требало да се измени затоа што има сви услови. Добро направен базен, хотелски смештај има, значи више нема потреба дива бања да има вирче. Треба да се кочу според мене афирмира маца и у здравствените институции. Да. Кој што јутре, зашто да пратиш ти Кумановца да иде у Евгелија, у Негорски бања или овамо да се лечи кад може у Куманово га има се тоа. Уште да на фонд, а и од други градови зашто да не доаѓа. Тој ми е cilj и јас надам се дека ми ќе успееме на тој барање, работи се на тој. Докторе, многу интересантно е да ни кажете, ви викате дека оваа бања иде во сви клетки на човечки организам, поготово у мозок. Што прави оваа Кумановска бања на мозок сам, како да кажу? Регенира ли ги клетки на мозок, побоljšuje ли ги или што друго? Видите, кој е принципно дејство? Она ствара ензими на радост, како да кажем, на расположение. Значи, лучи се повише хормон на радост, серотонин. Електрични систем. Електрични систем. Свака клетка нервна содржи некој состав, пачко убаво во умот кажуваат дека свака клетка е од клетка се стане цел организам, меѓу кои и мозочни клетки. Значи, односот на некои елементи што ги има нашу бању и нашу воду е идеален за да може да делуе на нервни систем. Значи, делуе на големено лучење на серотонин, на хормон на радост, делуе на спроведување на импулси од мозок до организам, развој на материја, подобрува ги имејлици, обвивки и влакна, распол што имаат цинк, магнезиум, други елементи обводници на нервните клетки на мозокот и све тоа допринесува да се мозокот генерално не подмладуе, него добива више енергију. Апсолутно е докажано дека е бања енергетска, ова е наша бања. Енергетска значи у превод. Стимулација на енергенси у мозок, на сви ензими ги метаболизира, она создава и нови ензими наша бања. И го зголемува концентрација на старите ензими. Значи, делуе да се подобри нервна обвивка, да се подобри циркулација у мозок, да се подобри памтењето. Со еден збор, забавуе га старење. Апсолутно. Тоа е најбитно. Апсолутно се слага. Колку помага докторе бања за висок притисак или за хипертензија?
Овако сега, ако хипертензија причината од органски заболувања, бубрези, срце и така дале, нема многу да помогне. Ако причината у 90% случаи кои што е бања во Македонија, кај нас, во Македонија и у свет е причина психолошка или генетска, тој е помага. Помага у смислу да ги опушта, пошто регулација на притисак зависи од срце, од бубрези и од нервни систем. Ако И крвни судови. Да, ако ги елиминирamo действото на психичкото компоненту на притисака, што е најголемо присуство дека у наше поднебје, значи самата регулација на доброто расположение, на доброто мисло, на доброто регулација на неврони и хормони доведува до немој присуство. Значи е индицирана апсолутно за лечење на хипертензија, умерну хипертензија 150-160, а не е индицирана за малигни хипертензија 200-220. Значи помага прилично. И па ви го пиемо кумановска вода, може да наздравимо. Тој ми Лековита, да. Тој ми беше Најбаво Тој ми Најбаво, беше да. cilj. Имаше почетоци порапред произведуваше се Кумановка. Ова е Кумановска. Да. И веќе може да се потражи у Кумановском малопродају, а едноставно ќе го пропагираме тој да биде само у Куманово, него да биде едноставно. Зашто? Затоа што даваме допринос на здравје. Цел на еднога доктора е да даде допринос, придонес, уствари, извинјавам се. Придонес да даде затоа што не постои пациенти ради доктори да има вработа, него доктори завршува и ви учат за да ги лечи пациент, ако ме сваќате. И фала на Марина што е овако Да, еве скоро сат и позборимо, ќе правиме још емисија, да. што нашето поднебје Да. покажува на нашу јавност, не идемо за некои големи величини, него Не, да ги али наш јака- народ разбере да Али ја као го Кумановец, познаеш. а ви као врховски доктори, овој треба малку да го шириме приказно и на меѓународно ниво и да иде... Кад смо веќе туја сега да не биде ја па ја, ускоро треба да искочи книга Да. за Кумановско бању, у кој што се заступени и истражувачки мои компоненти, и овај информативен дел, а и стручниот дел, покотово за физикална терапија и за рехабилитација, затоа што искрено неискористеност на капацитет на овој вода и овие што ме забринјава. Едноставно згрозен сум како тој можеме да величаме туѓи вредности, а своји да ги запоставаме. Еве, доктори, овој емисија го гледави кумановци у диаспору, ќе ги повикамо наши гастрабајтери од Шведска, од Италија, кои ќе дојде летоска да си дојде вовдека, да си го обнови во организам. Апсолутно. Тој обавезно да дојде затоа што една порука моја на крај би била: ако сакате да ги избегнете стресови секој ден, ако сакате да го продолжите живот, ако сакате да станете вечно млади и среќни, да имате позитивна енергија, дојдете у Кумановско бања. Едноставно да имате квалитетен живот. Апсолутно. Да. Ми се боримо се за тие компоненти, а природа ни ги прожила и треба да искористиме. Фала ви што бесте гости и јас се надам дека ќе правиме још овакви емисија и сакаја ви лишто и ви нормално и сви кумановци во наша бања да биде бренд у широки рамки и може да се успее во тоа. Благодарам на вас. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово СПА. Емисија беше с наши познати сограѓани кумановци, примариус доктор Никола Костовски, доктор Јордан Пачко, примариус. Пријатно и се најбоље.